И владата и експертите се крстат дека конфликтот на Блискиот исток ќе заврши брзо и не чека уште една криза и инфлаторен шок. За сега нема одлука за прогласување на кризна состојба. Министерката за финансии Кочовска тврди ситуацијата се следи, доколку Министерството за енергетика побара прогласување кризна состојба, ќе се разгледува на влада. Ги следиме состојбите, не само ние како министерство кое што е надлежно за акцизите и за ДДВ-то, туку и другите министерства, Министерството за енергетика, кое што е директно надлежно за оваа проблематика, како и Министерството за економија, кое што во исто време е во комуникација со приватниот сектор. На дневна основа се следи, ќе видиме какви ќе бидат состојбите понатаму. Знаете ви и во самите закони има предвидено во кои услови и кога може да има одредени промени, така што ќе видиме како ќе се одвива состојбата, соодветно на тоа ќе реагираме. Од Министерството за енергетика пак тврдат дека во случај да дојде до појава на недостаток во снабдувањето, домашните нафтени резерви се стабилни и обезбедуваат сигурност во снабдувањето за граѓаните и стопанството. Тие се чуваат како безбедносен механизам и не се користат во редовни пазарни услови, туку исклучиво со одлука на владата во случај на прогласување енергетска криза или сериозно нарушување на снабдувањето. Во моментов, увозот на нафтени деривати е целосно либерализиран и се одвива непречено, без ограничување или застои. И експертите очекуваат дека за брзо ќе има решение за конфликтот. Во спротивно велат ударот за Македонија ќе биде голем, бидејќи економијата уште се опоравува од претходните кризи. Конфликтот продолжи на средано. Веднаш ќе се јави нестабилност на глобалните пазари, како на пазарите на енергенси, така гледате се поместуваат и финансиските пазари, меѓутоа тоа би влијало и на транспортните трошоци, преку транспортните трошоци би влијало и на цените на определени производи кои се увезуваат, меѓутоа и на храната. Ние знаеме дека сме увозно зависна земја, пред се на енергенси и на храна и сме високо чувствителни на глобалните движења. Според енергетските експерти, државата преку Агенцијата за нафтени резерви има законска обврска да обезбеди количини за непречено работење на економијата за 60 до 90 дена. Загрижувачки според нив е и што се дуплираат тарифите за транспорт, а поскапиот транспорт може да ги качи цените на производите и услугите. Регулаторната комисија за енергетика пофреквентно да ги следи овие текови на цените и промптно да реагира преку донесување на одлуки за цените на нафтените деривати кај нас, за да не се создадат состојби каде што ќе имаме ефтина цена на нафтени деривати, а ќе немаме деривати. Во услови на криза, Министерството за финансии може да ја намали акцизата за горивата до 4 денари или ДДВ-то за увоз на енергенси од 18 на 10%. Министерката за финансии вели прерано е било што да се прогнозира, но ако конфликтот потрае, со ребалансот на буџетот ќе има и корекции во проекциите, како за растот на БДП, така и за инфлацијата за годинава.